Од денес на проектот уредување на реката Отиња во Штип ќе се работи од две страни. Општината работи на долниот дел од коритото, а ИСАР работата ја потера од озгора. Почнуваме од полицијата, ќе работиме се до пешачкиот мост овде што е, тоа е 200 метри. Подоцна продолжуваме од пешачкиот мост па се до судот. Општината веќе работи заедно со наши екипи, веќе работат на средување на речната корито на кај Ново село, а веднаш потоа ќе продолжат навака на страната на кај полицијата и ние ќе се сретнеме фактички со нив и ќе биде целото речно корито до нова година ќе биде средено. Во активностите директно се вклучени десетина вработени на ИСАР, кои ракавите добро ги засукаа, зашто изгледот на градот сега е нивна одговорност. Што е до нас се ќе дадеме. Ние сме тручка тука, речеа дека уште 20 ќе дојдат, па нешто од зеленило ќе помогнат и така. Ќе биде многу поубаво него ли порано што е било. Работите треба да завршат до крајот на годината, што за граѓаните е одлична вест, зашто изгледот на Отиња всушност е изгледот на Штип. Се што се работи и се прави, се е убаво. Се што може нека се прави. Убаво, зашто да не еднаш има поплава, тога се осетат оние незгодни работи што се случуваат при поплава. Ке заличи ако се Супер, поубаво нема да биде. Проектот Отиња е актуелен последните 3 години, откако претходниот градоначалник побара кредит од 2,5 милиони евра од Светска банка и започна со изградба на платформи за паркирање. Работите се закочија, што беше причина актуелниот градоначалник да го раскине договорот за кредитирање и почне со уредување на разрушеното корито. Досега во Отиња се инвестирани околу 10.000 евра, а очекувањата се дека целата инвестиција ќе се заокружи со околу 15.000 евра.